Почитувани гости, почитуван министер господин Перински, почитуван директор Николовски, почитувани представници на заедничкиот секретаријат, представници од делегацијата на Европската унија во Скопје, градоначалници на општините Струмјани и Берово, представници на медиумите, почитувани гости, драги пријатели. Ми представува посебна чест и задоволство да ве поздравам во име на Царинската управа и да ви се заблагодарам за присуството на овој настан, организиран по повод одбележувањето на почетокот на проектот воспоставување на нов граничен премин Струмјани-Берово, така наречен Клепало, помеѓу Бугарија и Северна Македонија. Уважаеми гости, уважаеми министър господин Перински, уважаеми директор Николовски, уважаеми представители на съвместния секретариат, представители от делегацията на Европейския съюз в Скопие, кметове на общините Берово и Струмяни, представители на медиите, уважаеми колеги, скъпи приятели. За мен е особена чест и удоволствие да ви поздравя в името на митническата администрация и да ви се заблагодаря за присъствието на това събитие, организирано по повод отбелязването на началото на проекта създаване на нов граничен пункт Струмяни-Берово, така наречен Клепало между България и Северна Македония. На голямо задоволство на македонското и бугарското население, а посебно на локалното население од Манашевскиот регион, започнуваме со активности за обновување на објектите кои беа изградени уште во раните 90-ти години од минатиот век. На голямо удоволствие на македонското и българското население, а особено на местното население от Беровския регион, започваме с активностите за обнавяне на обектите, които бяха построени още в ранните 90-ти години на миналия век. Идеята за нов граничен премин ќе стане реалност, благодарение на поддршката на Европската унија, преку овој стратешки проект, кој е финансиран од програмата за прекогранична соработка помеѓу соседните земји. Идеята за нов граничен пункт ще стане факт благодарение на подкрепата на Европейския съюз, чрез този стратегически проект, който е финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество между двете съседни държави. Посебна поддршка и придонес за успешна реализација на проектите од програмата за прекогранична соработка дава Министерството за локална самоуправа. За оваа цел, со посебна чест и задоволство, повикувам министерот Златко Перински да се обрати и да го отвори овој настан. Повелете. Особена подкрепа за реализацията на проекта от програмата на междугранично сътрудничество дава Министерството за местно самоуправление. Уважаеми господин Перински. Благодарам на сите, почитувам господин Николовски, на две приятели, почитувам градоначалник на Берово Звонко Пекески, почитувам градоначалник на Струмјани господин Илиев, почитувам господин Елвис Али, програмски менеджер на делегацијата на Европската унија за ИПА програма, почитувам господин Франија Кимовски, директор на заедничкиот секретаријат за програмата за прекогранична соработка со Република Бугарија, почитувана господја Слаѓана Дамјановска, помошник директор на секторот за меѓугранична соработка и евроинтеграција и проекти и стратешко планирање во царината, почитувани гости, почитувани присутни, ми представува особена чест и задоволство што денеска сум тука на одбележувањето на почетокот на проектот воспоставување на нов граничен премин Струмјани-Берово, наречен Клепало помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Уважаеми гости, уважаеми присъстващи, за мен е особена чест, че днес съм част от честването на началото на проекта създаване на нов граничен пункт Струмјани-Берово, наречен Клепало между Бугарија и Македонија. Изминаа речиси 3 децении од подпишувањето на договорот со Бугарија, со кој овој премин веќе одамна требаше да биде изграден и функционален. Но за жал поради низа околности, граничниот премин остана само проект на хартија. Изминаха почти 3 десетилетия от подписването на договора с България, с които този пункт отдавна трябваше да бъде построен и да функционира. Но за съжаление, поради редица обстоятелства, граничният пункт остана само проект на хартия. Во изминатите години
Залудно беа подпишани неколку меморандуми и декларации за соработка помеѓу двете земји за комплетна изградба на граничниот проект. Освен изведената делумна инфраструктура и еден објект кој речиси веќе е ероиран, новиот граничен премин остана само пуста желба. През изминалите години няколко подписани меморандума и декларации за сътрудничество между двете страни за цялостно изграждане на граничния пункт бяха напразни. Освен частична инфраструктура и една сграда, която е почти разрушена, новият граничен пункт си оставяше просто желание. Денес, после сите околности во изминатите години, верувам дека Клепало конечно ќе стане реалност како резултат на проектот кој е финансиран преку ИПА програмата за меѓугранична соработка со Република България. Днес, след всички обстоятелства през изминалите години, вярвам, че Клепало най-после ще стане реалност в резултат на проекта, който се финансира чрез програмата ИПП за трансгранично сътрудничество с Република България. Купниот износ на целиот проект изнесува 11 милиони евра. Европската унија во ИПА програмата ќе учествува со 85%, односно ќе го поддржи проектот со 7,7 милиони евра. 15% е национално кофинансирање од двете земји во износ од 1,3 милиони евра и собствено доброволно кофинансирање на проектот во висина од 2 милиони евра. Общата стойност на проекта е 11 милиона евро. Европейският съюз, чрез програмата ИПП за трансгранично сътрудничество, ще участва с 85 на 100, т.е. ще подкрепи проекта с 7,7 милиони евро. 15 на 100 е националното съфинансиране от двете страни в размер 1,3 милиони евро и собствено доброволно съфинансиране на проекта от 2 милиони евро. Програмата игра клучна улога во агендата WP6 Connectivity, а делумно и на водечката иницијатива за безбедност и миграција, со поставување на основите за полесно и побрзо движење на граѓаните, бизнисите и главните градови меѓу земјите во Западен Балкан и Европската унија преку изградба на нов граничен премин на границата со Бугарија и Македонија. Програмата играе ключова роля в програмата WPS6 за свързаност и участие в водещата инициатива за сигурност и миграция, което полага основите за по-лесно и по-бързо движение на граждани, предприятия и столици между Западните Балкани и Европейския съюз, чрез изграждането на новия граничен пункт на границата България и Македония. Понатаму, програмата одговара на еден од најголемите територијални предизвици што создава значителни пречки за мобилност и поврзување. Недостатокот на недоволно гранични контролни пунктови за справување со зголемен сообраќај на луѓе и стоки меѓу двете земји. Бидејќи ова е важно за процесот на проширување на Европската унија и бара меѓуинституционална координација и учество, како и голямо финансирање, програмските тела дадоа програмско решение да биде во форма на стратешки проект со цел попрецизно да се поврзе програмската поддршка со бараниот ефект. Освен това, програмата отговаря на едно от най-големите териториални предизвикателства, което създава значителни бариери пред мобилността и свързаността. Липсата на достатъчно гранични контролно-пропускателни пунктове за справяне с увеличения трафик на хора и стоки между двете страни. Тъй като това е важно за процеса на разширяване на Европейския съюз и изисква голяма междуинституционална координация и участие, както и голямо финансиране, програмните органи са дали разрешението на програмата да бъде под формата на стратегически проект, за да може по-точно, свързан с програмата, поддръжка с необходимен ефект. Несомнено е дека отварањето на граничниот премин Клепало ќе има значителна корист за регионалната поврзаност, ќе ја подобри и олесни комуникацијата помеѓу двете земји и ќе овозможи директен пристап до автопатот Струма во Бугарија, кој е важен дел од европската транспортна мрежа. Няма съмнение, че откриването на граничния контролно-пропускателен пункт Клепало значително ще допринесе за регионалната свързаност и ще подобри и улесни комуникацията между двете страни и ще осигури директен достъп до магистрала Струма в България, която е важна част от трансевропейската транспортна мрежа. Користењето на овој граничен пункт, освен што ќе заштеди време, ќе значи и улеснување на сообраќајот на луѓе и стоки меѓу двете земји. Клепало ќе создаде услови за економски развој на Берово, за целиот Малешевски крај кој ги поседува сите потенцијали за развој на туризмот, а верувам дека исто така ќе влијае и во намалувањето на трендот на иселување на овој регион.
Използването на този граничен пункт не само, че се спести време, но ще улесни движението на хора и стоки между двете страни. Клепало ще създаде условия за икономическото развитие на Берово, за целия регион Панешево, който има всички възможности за развитие на туризма и вярвам, че всичко това ще повлияе на намаляването на тенденцията на емиграция на този регион. Почитувани присутни, ова е само уште еден проект од ИПА програмата, која се финансира од Европската унија во насока на заеднување на добрососедските односи и прекуграничната соработка, од кој најголем бенефит се очекува да имаат граѓаните. Уважаеми господа, това е поредният проект на програмата ИПА за трансгранично сътрудничество, която се финансира от Европейския съюз в посока укрепване на добросъседските отношения и трансграничното сътрудничество, от което се очаква най-голяма полза за гражданите. Убеден сум дека овој пат Клепало ќе стане реалност и во ноември 29 година, кога и рокот за израда на проектот, подигната ќе биде рампата на новиот граничен пункт. Благодарам. Убеден съм, че този път Клепало ще стане факт и през ноември 2029, когато е крайният срок за изпълнение на проекта, рампата на новият граничен пункт ще бъде поставена. Благодаря. Благодаря, министър Перински. Благодаря, господин Перински. Целинската управа, по својство на партнер, е институцијата која ќе реализира оваа заедничка мисија од македонска страна. По овој повод го поканувам нашиот почитуван директор, господин Бобан Николовски, да ви се обрати. Повелете, директор. Юридическата администрация ще бъде тази, която ще изпълни този проект. По този повод, директора Бобан да продължи. Почитуван министър за локална самоуправа, господин Перински. Уважаеми министър за местно самоуправление, господин министър Перински. Почитувани представници от заедничкиот секретаријат за справедување на програмата Интеракипа за Република Бугарија. Уважаеми представители от съвместния секретариат за изпълнение на програмата Интеракипа за Бугария. Почитувани представници от делегацијата на Европската унија во Скопје. Уважаеми представители на делегацията на Европейския съюз в Скопие. Почитувани градоначалници на општините Берово и Струмјани. Уважаеми кметове на общините Берово и Струмјани. Почитувани колеги и гости. Уважаеми колеги и гости. Чест и задоволство ми е да ве поздравам и заедно на овој настан да го означиме започувањето на стратешкиот проект за воспоставување на нов граничен премин Струмјани-Берово, проект познат како Клепало, помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија. За мен е често и удоволствие да го поздравя и заедно на това събитие да отбележим началото на стратегическия проект за създаване на нов граничен пункт Струмјани-Берово, известен като Клепало, между Република Северна Македонија и Република Бугарија. Проектот се реализира со поддршка на фондовите на Европската унија преку средства од програмата за прекугранична соработка Интеракипа меѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија. Проектът се реализира с подкрепата на фондовете на Европейския съюз чрез средствата от програмата за трансгранично сътрудничество и Интеракипа между Република Северна Македонија и Република Бугарија. Овој проект го нарекуваме стратешки и можем да кажам дека е стратешки во вистинска смисла на зборот и значењето и тоа од повеќе аспекти. Ние наричаме този проект стратегически и мога да кажа, че стратегически е в истинския смисъл на думата и това в няколко аспекта. Пред се во рамки на прекуграничната програма Интерек со Република Бугарија, изградбата на овој премин преку регионалните консултации одржани во 2019 година, реконструкција и изградба на овој премин беше идентификувана како стратешки проект по форма и содржина и е дел од не помалку важните активности кои паралелно ќе се реализираат од страна на Бугарија во рамки на програмата. На първо място в рамките на трансграничната програма Интерек с Република България изграждането на този гранично контролен пропускателен пункт чрез регионалните консултации, проведени през 2019 година, реконструкцията или изграждането на този граничен контролно-пропускателен пункт бе идентифицирано като стратегически проект по отношение на форма и съдържание и е част от не по-малко важните дейности, които ще се реализират паралелно в България в рамките на програмата. За Царинската управа, како институција надлежна за одржување и управување со граничните премини,
се поставени високо на агендата како цел, како дел од нашиот стратешки приоритет за подобрување на инфраструктурните капацитети. За митническата администрация като институция, отговорна за поддръжката и управлението на граничните пунктове, дейностите по реконструкцията, изграждането и модернизацията на граничните пунктове са поставени на първо място в дневния ред, като част от стратегическия ни приоритет за подобряване на инфраструктурния капацитет. Нашиот стратешки приоритет за улеснување на трговијата е насочен кон создавање на услови на подобра конкурентност на македонските компании на европскиот пазар, поврзување и улеснување на протокот на стоки и патници, унапредување на поставките и секаков вид на поддршка на легалната трговија. Стратегическият ни приоритет за улесняване на търговията е насочен към създаване на условия за по-добра конкурентоспособност на македонските компании на европейския пазар, свързване и улесняване на потока от стоки и пътници, подобряване на процедурите и всякакъв вид подкрепа за легална търговия. Како најважно стратешко значење на овој проект истакнам дека е во насока и согласеност со стратешките определби на владата на Република Македонија за приближување кон Европската унија и продолжување на интегративниот процес на нашата држава кон Европската унија. Но като най-важно стратегическо значение на този проект ще посоча, че той е в съответствие с стратегическите определения на правителството на Република Северна Македония за доближаване до Европейския съюз и продължаване на процеса за европейската интеграция на страната и към Европейския съюз. Тука, на овој настан, за прв пат официјално го потврдуваме почетокот на конкретните активности кои се произлезени и од реалните локални потреби и очекувања за заеднување на економското поврзување во овој регион, особено на општините Берово и Струмјани, како и на општините кои гравитираат кон овој потек, потреби кои постојат повеќе децении. Тук, на това събитие, за първи път официално потвърждаваме началото на конкретни дейности, които проистичат от реални местни нужди и очаквания за укрепване на икономическата връзка в този регион, особено на общините Берово и Струмяни, както и на общините, които гравитират към този ход. Нужди, които съществуват от няколко десетилетия. Преку заложбите и интензивната работа от двете страни, особено во последниот период, како и поддршката од Европската унија, овој проект најпосле ќе заживее, што е од огромно значење подобрување на протокот на стоки помеѓу нашата држава и Европската унија, но и на задоволство на локалното население од двете страни на границата. Не случајно, проектот е во контекст на една од целите на Интерек програмата, а која се нарекува Поврзана Европа преку заеднување на мобилност. С усилията и интензивната работа на двете страни, особено през последния период, както и подкрепата от Европейския съюз, този проект най-накрая ще оживее, което е от голямо значение за подобряване на потока на стоки между страната ни и Европейския съюз, но и за удовлетворяване на местното население от двете страни на границата. Не случайно проектът е в контекста на една от целите на програмата Интерек, която се нарича Свързана Европа чрез укрепване на мобилността. Особено сакам да ги поздравам заложбите на Министерството за локална самоуправа, заедничкиот секретаријат за спроведување на оваа програма и нашиот водечки партнер на проектот, регионалната управа на Благоевград, заложби кои ќе резултираат со реконструкција на постојните објекти за граничниот премин на македонската страна и изграден премин и пристапен пат на бугарската страна. Особено искам да приветствам усилията на Министерството за местното самоуправление на Република Северна Македония, съвместния секретариат за изпълнение на тази програма и нашия водещ партньор на проекта, областната администрация Благоевград, усилията, които ще доведат до реконструкция на съществуващите съоръжения на граничния контролно-пропускателен пункт от македонска страна и изградения гранично-контролно-пропускателен пункт от българска страна. Отворањето на преминот Клепало на крајот на овој повеќегодишен проект ќе значи остварување на заедничка мисија, зголемен проток на луѓе и стоки, полесната трговија, интензивирање на економските текови и поголема безбедност и сигурност на границите и пограничниот регион, а сето тоа се одвива во соработка со колегите од бугарската страна и националните институции кои учествуваат во поставките кои се одвиваат на граница. Отварянето на граничен контролно-пропускателен пункт Клепало в края на тази
на този многогодишен проект ще означава реализиране на общата мисия – увеличаване на потока от хора и стоки, улеснена търговия, идентификация на икономическите потоци и по-голяма сигурност и безопасност на границата и граничния регион, и всичко това става в сътрудничество с колегите от българската страна и националните институции, които участват в процесите, които протичат на границата. За край можем да кажем дека Царинската управа е силно посветена на реализацијата на овој проект, преку тимот кој неуморно и професионално ги исполнува барањата на проектот и проектните активности за достигнување на очекуваните резултати, но и ве уверувам во нашата посветеност и во иднина, бидејќи Царинската управа ќе работи на одржливоста на оваа инвестиција, која ќе стане дел од сите гранични премини на државата, со кои не само што управуваме, туку и работиме на нивна постојана модернизација и автоматизација по највисоки европски и светски стандарди. Ви благодарам. Особено искам да приветствам усилията на Министерството на местното самоуправление, съвместния секретариат за изпълнение на тази програма и нашия водещ партньор областната администрация за усилията, които ще доведат до реконструкцията на съществуващите съоръжения на гранично контролно-пропускателния пункт от македонска страна и изградения пункт от българска страна. Благодаря. Благодарам директора Николовски. Благодаря, директор Николовски. Значајна поддршка во имплементацијата на проектите од прекогранична соработка дава и заедничкиот секретаријат на проектите од програмата за прекогранична соработка. И денес присутен со нас раководителот на овој заеднички секретаријат, господин Тони Јакимис. Повелете, господин Јакимис. Почитуван министър, Уважаеми министър, почитуван директор на Царинска управа, уважаеми директор на Царинска почитувани градоначалници на общините Струмяни, уважаеми кметове на общините Струмяни, драги гости, почитувани колеги и приятели. Дозволете ми во името на програмата Интерек 6А ИПА за прекогранична соработка между България и Северна Македонија, како и во име на управлачкиот орган Министерството за регионални развој и јавни работи на Република Българија, да ве поздравам и да се заблагодарам за вашето присуство в днешниот настан и за почетокот на активностите по проектот, по нашиот стратешки проект. Уважаеми гости, искам да ви се благодаря че сте тук за началото на този стратегически проект. Денес сме собрани овде за да го одбележиме почетокот на активностите на еден проект кој не е само градежна иницијатива. Днес сме се събрали тук за да отбележим началото на един проект, който не е само строителна инициатива, туку истински символ на заедништво, напредок и просперитет. А е символ за напредване и общ просперитет. Проектот за создаване на нов граничен премин Милјани Берови од Клепало по наше. Проектът за създаване на нов гранично-пропускателен пункт Струмяни Берово представува важен чекор во заеднувањето на прекограничната соработка помеѓу двете соседни земји. Овој граничен премин нема да биде само гола инвестиција на Европската унија од 11 милиона и 127 000 евра. Този проект е важна крачка към засилването на междуграничната сътрудничество между двете страни. Или само физичка врска меѓу двата региона, туку ќе биде и врата кон повеска економска, културна и социјална соработка, која ќе ги поврзува двата народа. И само физическо сътрудничество, а това ще бъде една врата, която ще свързва не само граничните пунктове, а и двата народа. Како представник на програмата и на управлачкиот орган, сакам да изразам голема, односно огромна благодарност. Като представител на програмата искам да изразя огромно удоволствие До сите партнери кои работат досега. До всички партньори, които работят до сега. И от сега на реализация на овој стратешки проект за нашата. И от сега за реализация на този стратегически проект. Ваквите проекти представуваат одраз на нашата заедничка визија за одржлив и интегриран регионален развој. Този проект е отражение на нашата обща визия за регионален развой. А ние како програма и Министерство за регионален развој и јавни работи, како управлачки орган
На програмата стоиме за секоја иницијатива која носи придобивки за граѓаните и заедниците на нашиот. А ние като институция на областната администрация, която стои за този проект, даваме подкрепата за всички нататъчни развития. Самата програма Интерек е создадена со цел да поттикнува прекогранична соработка и да ја поддржува интеграцијата на регионите преку конкретни проекти. Самата програма Интерек е развита с цел да подкрепя тези проекти, кои носат долгорочни придобивки, които дават дългорочни придобивки. И доказ за сето тоа е близо 179 проекти во минатото кои се... И доказателство за всичко това са близо 175 проекти в миналото. 179. И секако стратешкиот проект кој е поврзан со приоритетот 2 по сврзана Европа. И разбира се, стратегическият проект, който е свързан с проект 2 от... Како и сите нови проекти. Како и всички нови проекти. Изградбата на новиот граничен преглед Струмјани Берово е одличен пример за оваа цел, овозможувајќи поголема мобилност. Постройването на този граничен пропускателен пункт Струмјани Берово е доказателство за това. Поголемата мобилност на луѓето и стоките од самиот регион. За по-голяма мобилност на хора и стоки през този регион. Заеднување на економиите и подобрување на инфраструктурата од двете страни на границата. За подобряване на инфраструктурата от двете страни на границата. Со оваа иницијатива, с тази инициатива, поставуваме темели за иднината, поставяме базата на иднина на бъдещето, да се надеваме на по-близка соработка и заеднички успех. Която се надяваме за по-интензивирано сътрудничество и за по-голям успех. И верувам дека овој проект ќе биде пример за успешност на нашите заеднички напори и за важноста на нашата континуирана посветеност за регионален развой. Вярвам, че този проект ще бъде доказателство за нашите общи напори за по-добре сътрудничество и по-добър регионален развой. На крај, сакам само да ги охрабрам сите присутни кои учествуваат во имплементирањето на овој стратешки проект. Искам да даде кураж на всички участващи в тази програма. Во лицето на партнерите по проектот, областна администрација Благоевград како водечки, Царинска управа како проектен партнер. На община Благоевград и на областната администрация на община Благоевград и на митническата администрация. И да им порачам дека само преку заедничка работа и посветеност можеме да ги постигнеме целите кои ги имаме поставено пред нас. И да изпратим посланието, че само с обща работа може да осъществим целите, които сме си поставили пред нас. Ви благодарам на вниманието и на поддршката и нека овој проект биде успешен и нека донесе некои големи придобивки за граѓаните од овој регион и од двете држави. Благодаря за вниманието и надяваме се, че този проект ще донесе много добри неща за двете страни. Благодарам, господин Якимовски. Сега за конкретните активности и придобивките, кои ќе ни ги овозможи овој нов граничен преглед. И се запознаеме од презентацијата која ќе ни ја дадат проект менаџерите на овој проект, а тоа се Маја Барич и господја Красимира Крумова. В следващата част ще се запознаем с проекта на Маја Барич и госпожа Красимира Крумова.